Почитувани, добар ден, добро утро. Оваа година резултатите од индексот на перцепција на корупцијата се објавуваат прилично рано, веќе се објавени. Можете да ги видите веќе на веб страната на Transparency International. Јас би сакала од моје име и во име на Transparency International Македонија да ве поздравам сите и да ги проследиме заедно најновите резултати за Република Македонија на индексот за перцепција на корупцијата на Transparency International. Оваа година ние ги објавуваме веќе по 20 пат резултатите од индексот, но ќе видите во оваа презентација постои споредба на резултатите во последните 10 години, од кога почна да се применува новата методологија за следење на индексот за перцепција на корупцијата, која што се состои во тоа што се користат резултати од последните 2 години. Претходно беа користени за резултати од подолг период. Дозволете најпрвен да кажам неколку зборови за тоа што е индексот на перцепција на корупцијата и како тој се формира. Оваа година во индексот на перцепција на корупцијата на Transparency International се рангирани 180 држави вкупно и индексот ги бодува и ги рангира земјите и териториите врз основа на проценката на корупција во јавниот сектор на државата, која се прави од страна на експерти и бизнисмени. Индексот е композитен индекс, кој што представува комбинација на анализи и проценки на корупција собрани од повеќе реномирани институции и, како што реков, индекси кои што се изготвени во периодот на последните 2 години. Во индексот на перцепција на корупцијата за 2021 година се базира на 13 извори на податоци од 12 независни институции специализирани во областа на управување и анализа на бизнис климата. Изворите на информации користени за индексот од 2021 година се анализирани или се базирани на податоци од последните 2 години, а за да се пресмета индексот се следат следните чекори. Избор на изворни податоци, стандаризирани извори на податоци, се пресметува просек од користените извори на податоци и се прави известување за мерките на варијација, односно на несигурност кои што може да се појават во определена ситуација. Секој извор на податоци кој се користи со цел пресметување на перцепцијата за корупција мора да ги исполнува следниве критериуми за да биде квалификуван како валиден извор. Да содржи квантитативни согледувања за корупцијата во јавниот сектор, да е базиран на веродостојна и важечка методологија, која ги оценува и рангира повеќето земји на иста скала, да е изведен од кредибилна институција и очекувано регуларно да се повторува. Да им дозволува доволен број на варијации на резултатите за да се разликуваат земјите и да возможи рангирање на значителен број на држави. Не сите овие истражувања ги опфаќаат сите 180 држави, но рангирањето е возможено исто така и од страна на експерти, и од страна на државите или пак личности од бизнис секторот, а институциите ги повторуваат, треба да ги повторуваат истражувањата барем на секои 2 години. За да може да се направи рангирање на една држава, потребно е да има најмалку 3 такви истражувања за таа држава направени од избраните институции во последните 2 години. Стандартизираните извори на податоци се рангираат на скала од 0 до 100, каде што 0 представува највисоко ниво на корупција, а 100 најниско ниво на корупција.
И оваа стандардизација се врши на основа на средна вредност на податоците од секој извор во годините кои се објавени резултатите и во годината кога се користат резултатите и на тој начин се трансформираат на скалата на индексот за перцепција на корупцијата. За секоја земја или територија да биде вклучена во индексот, треба да има минимално 3 извори кои се проценуваат и индексот се пресметува како просек од тие 3 извори за таа конкретна земја и се заокружува на цели броеви. Овде се покажани сите истражувања во периодот кога тие се изведени и само еден од овие сите извори кои што се користени од Бред-Селман Sustainable Governance Indicator ги опфаќа земјите членки на Европска унија и на ОЕЦД индекс кој што е направен во 2019 година и како што гледате сите други се направени во периодот септември-ноември 2020, јануари-јуни 21, септември 21, декември 20 година, февруари-април 20 година, значи точно објавено кога се направени истражувањата кои што се користени во овој индекс за перцепција на корупцијата. Најнови се исто така гледам World Justice Project и еве го начинот на кој што се формира просекот. Значи се собираат сите резултати и се делат со бројот на вкупно користените резултати и се вади просек. Слушам некаков звук во позадина, дали тоа пречи? Оно што е впечатливо за индексот на перцепција на корупцијата за 2021 година е тоа што и понатаму се забележува стагнација во резултатите на индексот на перцепција на корупцијата генерално на глобално ниво. И сите резултати од регионите и посебно на државите бележат определено опаѓање или стагнирање. Постои одредена група на држави кои што бележат напредок, меѓутоа има едновремено и држави кои што имаат опаѓање. Во однос на светската поставеност на резултатите од индексот на перцепција на корупцијата и просекот во однос на регионите како што поделата што ја прави Transparency International, гледаме дека највисок регионален просек имаат земјите од Западна Европа, односно членките на Европската унија. Просекот е 66 индексни поени од вкупно 100 за Западна Европа. Втора во однос на просекот по региони е регионот на Азија и Пацифик, тоа се 45 поени. Трети се Америка со 43 поени, потоа Средниот Исток и Северна Африка со 39, Источна Европа и Централна Азија 36 и Саб-Сахара и Африка со 33. Значи, генерално постои тенденција на опаѓање на резултатите на индексот на перцепција на корупцијата на сите држави кои што се рангирани на овој индекс. Значи, се што се прави и на глобално ниво покажува дека и таму каде што се направени исчекори и промени, резултатите не се трајни и постојат намалувања и повратни реверзибилни процеси во однос на борбата против корупцијата. И Источна Европа и Централна Азија, каде што припаѓа и Република Северна Македонија, има просек од 36 поени од вкупно 100. Овде, на ова скала, каде што се покажани сите држави, кои што се држави од овој регион, можеме да ги видиме и резултатите за секоја држава посебно. Највисоко рангирана на оваа регионална листа
од Источна Европа и Централна Азија е Џорџија или Грузија, потоа Ерменија, која што оваа година бележи значителен напредок, и Црна Гора, која што исто така бележи напредок, и Русија, потоа следуваат Белорусија, Косово и Северна Македонија, односно ние овој пат имаме 39 поени, за разлика од 35 поени колку што имавме минатата година. После ова на скалата следуваат Србија, Турција, Казахстан, Молдова, која што исто така бележи напредок оваа година, потоа Албанија и Босна и Херцеговина имаат уназадување, односно паѓање на резултатите. Украина се наоѓа на 32-то место, последуваат Азербејџан, Русија со само 29, Узбекистан, Киргистан, кој што до сега беше многу погоре, сега е на 27 поени и така натаму. Во однос на тоа, какви се резултатите на најдобро рангираните држави, повторно ја гледаме истата група, односно Данска, Финска, Нов Зеланд, Норвешка, Сингапур и Шведска. Тоа се држави кои што постојано се водечки на листата на индексот за перцепција на корупцијата, но гледаме дека резултатите овде исто така се намалени во својот скор. Тие се наоѓаат на прво место Данска, Финска и Нов Зеланд со 88 поени, потоа следуваат Норвешка, Сингапур и Шведска со 85 поени. Веднаш ќе кажам дека тема на резултатите или тема на индексот за перцепција на корупцијата на оваа година, за која што се определи Transparency International, се човековите права и корелацијата помеѓу резултатите на индексот за перцепција на корупцијата и заштитата на човековите права во државите кои што се рангирани, односно степенот на заштита на човековите права. И заклучокот е дека таму каде што постои проблем со почитување на човековите права, постои и повисока загрозеност од корупцијата. Во државите во кои што степенот на почитување на човековите права е на највисоко ниво, како што се и овие кои што ги гледаме овде на слайдот, и проблемот со корупцијата е многу помал. Најниско рангирани држави на индексот за 2021 година се Јемен со 16 поени, Венецуела со 14, Сомалија со 13, Сирија 13 и Јужен Судан со 11 поени. Република Северна Македонија има, како што реков, резултат од 39 индексни поени од вкупно 100 и е рангирана оваа година на 87-то место од вкупно 180 држави. Минатата година, како што сите добро знаеме, имавме 35 индексни поени и се наоѓавме на 111-то место на индексот за перцепција на корупцијата, односно оваа година имаме сериозен исчекор, односно сериозен напредок на скалата на индексот за перцепција на корупцијата. Еве овде како изгледа оваа состојба и движењето во периодот од изминатите 5 години. Значи имаме резултат од 39 поени и сега е позицијата 87 место од вкупно 180. Значи имаме подобрување, но тоа не значи дека е многу добро. Значи резултатот е се уште многу нисок, се уште е под половина, значи под 50 поени и се уште сме многу пониско од таму каде што сме биле во 2015 година, кога сме биле на 66-то место. Имаме во текот на годините, во изминатите години, опаѓање на резултатите, дури имавме и многу драстично опаѓање од 66-то до 107 и потоа до 111-то место,
тоа бил најнискиот резултат, а сега веќе имаме исчекор, дури во извештаите на Transparency тоа се бележи како скок и да видиме како понатаму ова состојба ќе се одвива. На кои резултати е заснована и како резултат на што случи оваа промена во индексот за Република Северна Македонија, можеме да видиме од оваа табела, каде што гледаме дека во користените извори на податоци или користените истражувања во 2021 година се истите како што биле користени и во претходната година. Меѓутоа, кај некои од овие индекси се забележува раст во нивните скорови, во нивните поени. Раст или исчекор имаме во Бретелсман фондацијата, каде што минатата година имале 41, оваа година имаме 45 поени, значи 4 повеќе. Economic Intelligence Unit имаме сега 37 поени, значи овде е најголем исчекорот и најголема разликата, каде што минатата година сме имале 20, а оваа година имаме 37, односно 17 дури поени повеќе. Во Freedom House имаме ист број на поени, а како што реков, човековите права се оваа година тема на анализа на индексот за перцепција на корупцијата. Global Insight имаме исти број на поени. Varieties of Democracy проектот имаме 2 поени повеќе. На Светскиот економски форум имаме 3 поени повеќе и на World Justice проект имаме 1 поен повеќе. Значи во суштина имаме зголемување кај најголем број од истражувањата кои што се користени за формирање на овој индекс, а најголемо подобрување имаме кај Economist Intelligence Unit со зголемување за вкупно 17 поени. Еве ја табелата која што ги покажува резултатите на државите во регионот. Кајна во најблискиот регион, сега Западен Балкан, вклучително и Словенија. Гледаме дека Словенија бележи опаѓање на индексот за перцепција на корупцијата во бројот на реагирањето, сега се наоѓа на 41-то место. Хрватска стагнира, значи била на 63-то и повторно е на 63-то. Црна Гора е на 64-то место, претходно била на 67-то. Бугарија сега е на 78-то, била на 69-то, значи бележи опаѓање. Србија исто така има пад за 2 позиции. Косово бележи напредок, односно подобрување, и сега се наоѓа на 87-то место, заедно со Република Северна Македонија, односно и тие имаат 39 поени, што е 3 поени повеќе од минатата година. Албанија има намалување за -1, Босна и Херцеговина нема напредок, односно сега се наоѓа на 110-то место, а нема напредок во однос на бројот на поените, и Република Северна Македонија има напредок од 14 индексни поени, од 4 индексни поени и 14 позиции на индексот за перцепција на корупцијата. Она што посебно се забележува дека според анализите на Transparency International се однесува на подобрување на човековите права, а посебно во Косово и во Република Северна Македонија, начинот на кој што се спроведени последните избори, начинот на кој што се одвиваат процесите на реформа,
судските постапки кои што се водени за високи случаи на корупција и работењето на независните институции, што во нашава ситуација тоа е Државната комисија за спречување на корупцијата, но исто така се бележат и активностите кои што се преземени од страна на владата, кои што ги направи и акцијскиот план за борба против корупцијата. Значи, целиот овој еден склоп на активности, иако има многу за што да зборуваме дека не се направени исчекори, вклучително и на реформата во судството, кое што се уште стагнира, и тоа се гледа исто така и во резултатите на истражувањата, и други реформи кои што треба дополнително да се спроведуваат, сепак овие активности кои што се преземени во последните 2 години веќе го покажуваат своето влијание и затоа имаме подобрување на индексот за перцепција на корупцијата. Во другите држави таму се уште постојат одредени состојби и проблеми, вклучително и проблеми со изборите, проблеми со одредени процеси на реформи, што се покажува и како резултат на перцепцијата, односно промена на надолно ниво на индексот за перцепција на корупцијата. Значи, најголем од државите во регионот, најголем скок во рангирањето бележат Косово и Македонија, кои се наоѓаат на 87-то место со 39 поени, а најниско рангирани се Албанија и Босна и Херцеговина. Исто така исчекор бележи и Црна Гора. Во однос на темата корупцијата и човековите права, веќе спомнавме дека постои корелација помеѓу резултатите на индексот за перцепција на корупцијата и резултатите од заштита на човековите права, така што оние држави кои што имаат највисоко ниво на заштита на човековите права и највисоко ниво на демократија имаат високи резултати и на скалата на индексот за перцепција на корупцијата, затоа што корупцијата ги овозможува злоупотребите на човековите права, ги ослабнува граѓанските и политичките права, и тие се необходни за слободна борба против корупцијата, со тоа што ќе може да се независно и слободно да се контролираат властите од страна на граѓаните. Во оваа година индексот за перцепција на корупцијата и натаму потврди дека и покрај усогласените напори е многу тешко освоени добивки во смисла на усвоени конвенции, донесени закони, формирани институции и така натаму, напредокот во борбата против корупцијата се уште не може да се смета за конечен. Обемот на проблемот е огромен, а глобалниот просек останува непроменет со оценка од 43% од вкупно 100, кои што веќе постојат 10 години. Глобалниот просек е 43 поени од вкупно 100 и 2/3 од државите во светот имаат сериозен проблем со корупцијата и имаат оценка пониска од 50 од вкупните 100 можни поени. Од 2012 година наваму, 25 земји ги подобрија своите резултати на индексот, но во истиот тој период 23 земји паднаа. Значи не постои трајност или постојаност во постигнатите резултати на борбата против корупцијата и на тоа треба постојано да се работи. Дури и напредни економии како што се Австралија, Канада и САД се помеѓу земјите кои што бележат значително обаѓање на индексот за перцепција на корупцијата. Со тоа што не успеваат да се борат против транснационалната корупција во нивните држави, многу од најдобрите држави
овозможија корумпираните водачи од светот да го искористат нивните системи за сокривање на нивното незаконско богатство. А со тоа се зајакнува и концентрацијата на богатството и моќта и им помага за зајакнување на корумпираните, им создава можности за злоупотреби и фалсификување на избори, подкупување на институциите и владење со страв. Истрагите на Пандора досијата покажа како највисоки представници, олигарси и милиардери го злоупотребуваат глобалниот финансиски систем и го преместуваат своето богатство преку гранични држави, кој што ги вклучува и Австралија, и Велика Британија, кој што има 78 поени, и Сингапур, и Хонг Конг, и САД. Значи, сите овие држави кои што се високо рангирани на индексот, на некој начин не успеале во своите држави да воспостават соодветни механизми за заштита и контрола од создавање на центри за сокривање и обезбедување на незаконско стекнаните средства или оние средства кои што се извлечени од буџетите на државите. Во авторитарни режими, каде што малкумина ја имаат контролата, само колективната сила што имаат обичните луѓе може да доведе до неотповидлива одговорност, значи затоа е неопходно да се негува слободата на говорот, слободата на изразување и да се негуваат човековите права, затоа што само обичните луѓе можат да побараат неотповидлива одговорност. Ние имавме таков пример и со последните локални избори, каде што граѓаните го кажаа своето мислење за реформите од кои што очекувале очигледно многу повеќе. Исто така и процесот на пристапување во Европската Унија на Западен Балкан и Турција може да доведе до превртување во состојбата во регионот и гледаме веќе има одредена тенденција на подобрување во резултатите на индексот за перцепција на корупцијата, вклучително и во Македонија, и во Косово, и во Црна Гора. Исто така и во Турција, и веќе се гледаат дека одредени реформи даваат резултати, но владите и понатаму мора да ги прават неопходните реформи и да се создава средина во која што обичните граѓани ќе можат безбедно да делуваат како контрола на злоупотребите на власта и се разбира тука тоа се однесува и на слободното пријавување, работата на независните институции, примена на законот за заштита на укачувачи, работа на судството без влијание и така натаму. Не би сакала повеќе да должам, да оставам време за прашање и за дискусии. Повелете ако имате одредени прашања. Немаме прашање или јас не слушам? Ако немаме прашање, значи се сме кажале, резултатот оваа година е подобар од она што беше најниско досега во минатата година и да се надеваме само дека трендот ќе се задржи за да го достигнеме барем нивото кое што сме го имале во 2015 и да продолжиме натаму. Обично имаме жива дебата кога го правиме ова во живо, сега некако многу сме тивки. Добро.
Со оглед на тоа дека нема прашања, мислам дека презентацијата веќе е поставена на веб страната на Transparency International Македонија. Сите резултати и целата методологија и глобалниот извештај исто така се поставени на нашата веб страна и линкови до сите извори на податоци на страната на Transparency International. Така да доколку сте заинтересирани да ги видите конкретните резултати од секој истражување поделно и на што доведе до подобрување или какви се состојбите во поделни држави, повелете, можете да се информирате на нашите веб страни. Јас ве поздравувам сите и ви посакувам добра работа и убав ден. Поздрав!